plaši, majko, ne žali, ako ti zaginam, aman, aman. So dušmanjanske se boram, tako istera me. Колеш, тракни ме и мен, бе, Ама след това да ми дадеш снимката после. От комите правата. От Македония. Старо и младо, ставайте, сите на нозе, аман, аман. Старо и младо, ставайте, сите на нозе, аман, аман. Viva Македония! Вземайте пушки, патрони и револвери. Моля Вучо, Бога, кръстен. Вземайте пушки, патрони и револвери. Там все са помити. На ленчето. Душману да го изтираме от наша земя, аман, аман. Душману да го изтираме от наша земя, аман, аман. Кръстота си направиме во града Солуна, во града Солуна. Знаме да си разебеме, знаме македонско. Дедо Бог, македонски въпрос гласа. Македония. Не знаме. Праведна рака имате, како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата. А јас самиот несовршен, кај вас дојдов да најдам свој мир и спокој. Кога бев препун сила, што придојдува како мат наречена глава. Кога се сетив вреден за мојот подвиг, достоен за слава, кога ми закрепна гласот за најдлабов збор, раката за најтежок меч, ногата за најверен од, тогаш се словив. Паднав како црешово дрво од премногу род. Една подсмешлива сенка ми ја издемна трагата, како змија во гробно камарче се вовлече во свеста, да се обзирам подозриво, да думам, да шестам. Тогаш се сетив и ситен, и долен, и смешен, паднав болен. Болен лежам до 9 години, што искинав до 9 постели. Не ги чувствувам повеќе своите зглобови. Јас сум раскостен, расфрлен на тврда ледина, на пеколен пладневен присој. Из таа трева змии се ведат. Јас копнеам гроб, темен и студен, но нема крај без мојот подвиг суден. Непозната жено, единствена на светот, мајко и сестро моја, ти што си страдала многу, ти што си сетила мака до вигорување, дојди, сестро златно, збери ги моите муглосани коски, состави ме, исправи ме, пови ме со 300 лакти платно, речи ми тих реч, научи ме пак да одам, мајко, и дај ми в рака меч, да убијам црна арапина, црна душманина и да умрам за Македонија. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата.
Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Вие сте солта на земјата, но ако солта ја изгуби силата со што ќе се осоли, таа веќе за ништо не е, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту светило се пали и става под поклоп, туку на свекник, за да им свети на сите вкуки. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела, за да го прослават вашиот Отец Небесен. Немојте да мислите дека сум дошол да ги испрекинам законот и пророците. Не сум дошол да ги извршам, туку да ги извршам до крај. Зашто пишано е, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, зашто јас си одам ка својот Отец. И Исус ви вели, дојдете при мене, сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. И Исус ви вели, кој верува во мене, ќе живее живот вечен. И Исус ви вели, милост сакам, а не жртва. И Исус ви вели, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Господе Исусе Христе, семоќен Спасителу наш, се присутен Седржителу, во името на Господ Исус Христос сега ја кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз македонскава земја. Во името на Господ Исус Христос сега ја растурам македонската клетва за самоуништување. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите во македонскава земја. Слава ти Господи Исусе Христе, те сакаме Христосе. Слава ти Господе, оти Господ вели, какви сме такви сме, во еден дух сме сите напоени. Треба да живееме заедно, сплотени со љубовта Христова. Амин.
рече, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија. Во Филипи, покрај една река, ме сретна една богобојазлива жена по име Лидија. Не прими во својот дом и рече: пијте ја водата од мојот рвеник, кој сега е и ваш. Јадете го лебот од нивјето мои, кои сега се и ваши. Со здравје, радост и убавина, гледајте го дворот мој и уживајте, кој сега е и ваш. Но едно ве молам, и гледате ли оние камења таму? Немојте да ги допирате. Тоа се скаменети коски на покојниците од родот мој. Ако ги поместите, ако ги допрете, ќе ги обесчестите, а обесчестениот е мртов. Таму во дворот, погледнете, има две стебла. Едното стебло крваво, стебло на крвта. Второто стебло млечно, стебло на млекото. Едното дури крвави, другото потомства задојува. И затоа нашата крв македонска никогаш не згаснува. Но шумата тука ни е. Во петиците, во мислите, во пазувите, во се, од кај што изгреваат сонцето и месечината. Народот е под црквите и само се крсти, и само се моли, и само ги допира кандилата през светците, како да допира бесплоден ветер. Палат свечи, но луѓето гаснат. Луѓето гаснат. Свеќите на македонската земја никогаш не гаснат. Зашто Бог не го испрати својот син за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Светлината дојде на светот, но на луѓето им омиле повеќе мракот отколку светлината, зашто нивните дела беа лоши. Зашто секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не се видат неговите дела, оти се лукави. А оној што твори вистина, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, оти се од Бога извршени. Јас не сум Христос, но сум испратен пред него. Иисус ви вели, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши. Иисус ви вели, кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе живее живот вечен. Иисус ви вели, кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас ќе бидам во него. Иисус ви вели, дојдете при мене, сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Иисус ви вели, кој верува во мене ќе живее живот вечен. Иисус ви вели, кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Иисус ви вели, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Господе Исусе Христе, семоќен Спасителу наш, се присутен Содржителу, нека е вечна Твојата слава, сега и секогаш, и во сите векови, и во векови. Амин. Зашто пишано е, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши. Тогаш, Господи Исусе Христе, во Твоето вечно и свето име, сега ја раскинувам македонската клетва за самоуништување. Го кршам секој небиблиски завет врз македонскава земја. Господи Исусе Христе, истори благослов врз овие луѓе. Нека има мир, љубов, благосостојба. Слава Ти, Господи Исусе Христе, да се населиш во нашите срца и Твоите живи слова да го шират евангелието на мирот и победата на животот на смртта. Слава Ти, Господи Исусе Христе, те сакаме Христосе. Слава Ти. Амин.